Добар ден! Денеска имаме една нова лекција на час по македонски јазик. Ќе учиме стихотворбата Пролет. Ја сакаме ли пролетта? Се разбира дека ја сакаме. Затоа и денес ќе обработиме оваа стихотворба. Стиховите на стихотворбата ги напиша Ненад Џамбазов. Слушај внимателно. Јас ќе читам, а ти убаво и внимателно слушај. Пролет. Пролетта е детенце со зелено палтенце, најубаво цвеќенце, разблејано јагненце. Пролетта е росичка, што ни гали косичка, разлејано изворче, најтопло развигорче. Пролет е пеперутка со шарени крила, пролетта на децата многу им е мила. Сега да зборуваме малку за песничката. Ќе ја прочитам уште еднаш само првата строфа. Пролетта е детенце со зелено палтенце, најубаво цвеќенце, разблејано јагненце. На екранот има едно детенце со зелено палтенце, најубаво цвеќенце и разблејано јагненце. Понатака. Пролетта е росичка, што ни гали косичка, разлејано изворче, најтопло развигорче. И последната строфа. Пролет е пеперутка со шарени крила, пролетта на децата многу им е мила. Дали го разбра текстот, да појасниме некои зборови. Разблејано јагненце. Што е тоа јагненце? Јагненце е младото на овца. А како се огласува јагненцето? Ете така, кога блее јагнето, велиме дека е тоа разблејано јагненце. Росичка. Што е росичка? Свегде околу нас има вода. Водата се претвори во водена пареја, а потоа пак се враќа во течност и тие ситни капки што се задржуваат на листовите на древата се викаат роса. Изворче, тоа е место на земјата од каде што извира вода, каде што тече вода. А што значи зборот развигорче? Сигурно некаде си го слушнал. Развигорче е топло пролетно ветре што ја буди природата во пролет. За кој годишно време се зборува во стихотворбата? Зима, пролет, лето или есен? Се разбира дека знаеш. Денес зборуваме за пролет. Каква боја е природата во пролет? Природата во пролет е зелена. На што се радуваш ти во пролет? На пролетниот дождец, на инсектите што зујат, на првите пролетни цветчиња, на кој е цело во цвет расцутено или на ластовичките што се враќаат од југ. Оставам изборот да го направиш ти. Запозна со содржината на стихотворбата и ги научи зборовите што не ти беа јасни, на часот можеш да насликаш пролет. Користи елементи од стихотворбата. Што треба да научиш? Треба да научиш да слушаш внимателно, да ја разбереш содржината од прочитаното, да именуваш, покажуваш, подредуваш илустрации или слики од стихотворбата, да научиш барем една строфа од стихотворбата,
да научиш нови зборови, да ја воочуваш природата и промените во природата околу себе. Исто така, на часот можеш и да ја слушнеш песната. Линкот од песната "Пролет иде" е поставен на оваа лекција.